Почитуван подпредседателе, почитуван премиер, почитувани членови на владата, пратеници, македонска јавност и медиуми. Јас би сакала изворно да го прочитам прашањето кое што доаѓа од лице со посебни потреби. Значи, ке цитирам. Јас како потполно слепо лице навистина сум сериозно загрижена за понатамошниот тек на асистенцијата и квалитетот на лицата што истата ја пружаат. Според важечкиот закон за социјална заштита, право на лична асистенција имаат лица постари од 6 до 64 години, додека лицата нагоре над наведената граница немаат право на неговател асистент. Денес личната асистенција преку провајдери представува само добар основ за злоупотреба, како и немање на квалитетни лица за асистенти, бидејќи на секој му значи пензиското, здравственото осигурување, односно решениот статус. Според цената на час, асистенцијата за 2022 година, што е одредило Министерството во износ од 269 денари, со проста математика, се доаѓа до тоа дека од бруто износ на исплатени 160 сати, за два корисника износот од 43.020 денари и кога од оваа сума ќе се одзема 29% за придонеси и потоа на нето се плати данок, коректно е да се признае дека износот ќе биде пристоен за асистентите, а тие нема повеќе да бидат на листите за вработување и нема да бидеме несигурни и принудени често да ги менуваме истите поради тоа што секој се труди да си најде работа на неопределено време со уреден однос, работен одмор, боледување, слободни денови и слично. Да не бидам погрешно разбрана, но ваквиот модел на лична асистенција е плодно зло за злоупотреби, бидејќи јас не знам како поинаку да го разберам тоа, освен чиста злоупотреба. Како е можно вработено лице со полно работно време има два корисники или сакате да ми кажете дека кај нас има луѓе кои се перпетум мобиле. Ве молам, ова сериозно земете го во предвид, бидејќи јас ова го зборувам како даночен обврзник, но и како чесен граѓанин, ама најмногу како потполно слепо лице, што во целост зависи од личната асистенција. Има уште некои информации од лицето, не сум задоволна од одговорот и не